Деветгодишната Ирина мирно си игра со своите братучеди дома во селото Красиливка во близина на Киев. Но пред само неколку месеци таа се тресала од најмал шум, вели незината мајка Наталија Ладен. Во март, на почетокот на војната, семејството живеело под речиси постојано руско гранатирање. Ми биле в погреби. Бевме во визбата. Имаше силна експлозија. Децата почнаа да врескаат и да плачат. Светлата се изгасна. Свативме дека русите гранатираа некаде многу близу. Кога руска ракета го оштети покривот на куќата, Ладен заминала во западна Украина со двете керки, сестрата и двете внуки. Тие се вратиле во април, откако русите се повлекоа. Но Ладен забележува дека незината керка се уште е под голем стрес. Від кожного шороху. Со секој шум тие се тресат. Помладата Ирина бара да спие заедно со незината баба, па дури ги преместивме креветите за да спијат поблиску една до друга. Но и Ирина може малку да се ослободи од застрашувачките мисли. Семејството одлучило да ја посети специјалната соба за терапија со играчки што ја поставиле украински психолози за да им помогнат на децата да се справат со нивната траума. Проектот на соба за терапија со играчки е посебен простор каде што детето, па дури и возрасен, може да се опушти и да има можност да ја ослободи напнатоста и стресот со играчките. Кога Ирина ја посетила собата, од многуте достапни играчки избрала зебра. Психолозите велат дека таа ги префрлила сите незини стравови од војната на играчката и се преплашила од самата играчка. И кога ја легла з неја спать, то му проснився. Кога заспав со играчката, сонував страшен сон. Ја замолив мајка ми да ја однесе некаде за да не ја гледам. Прощавај. Локалниот психолог Вита Москаленко вели дека девојчето ги пренело своите стравови на играчката. Сега таа може да избере нова играчка пријателка. По некое двумење, Ирина избрала змија како символ на сопствената сила. Првата соба за терапија со играчки беше отворена во јуни. Сега има околу 100 такви соби низ Украина кои помагаат на повеќе од 1600 украински деца. У нас дітки були, наприклад, дитина. Пред војната имаа стабилен, удобен живот, а сега се навикнати да се кријат од гранатирањето и да се грижат за себе кога постои опасност. Нашиот посебен простор им помага да ја најдат својата сила во оваа нова реалност. Има планови да се отворат слични простори за украинските деца бегалци надвор од земјата, бидејќи многумина се принудени да останат во странство, бидејќи русите продолжуваат да таргетираат критичната инфраструктура.